Ова е вовед за нашиот седен разговор, впрочем можете да ги видите и сите информации поврзани со меѓународниот фолклорен детски фестивал кој што Света Тројца кој што ќе се одржи по 9-ти пат. Оваа година се многу повеќе за овој фестивал со Бобан Блажевски од културно-уметничкото друштво Гоце Марковски и неговите гости од Бугарија и од Србија. Добро утро прво за сите. Богите си веќе наш, но на гостите да им посакам добро ни дојдовте не само во емисијата, туку и во Македонија. Bolje vas našli, uvek dolazili u veselju, zdravlju, igri i pesmi. Боби ќе ми помогне малку и околу преводот, иако горе-долу мислам дека сите гледачи ќе разберат. Боби, за почеток пред да ги кажеме сите информации, малку да не ги представиш повеќе гостите, зошто се тие тука? Така, значи по 9-ти пат сме домакини на овој прекрасен детски и фолклорен фестивал Света Тројца во чест на празникот кој што еве веќе од вчерашниот ден со тоа отварање во Долно Лисиче започна да се празнува во нашето населено место. Со нас денеска се тука културно-уметничко друштво Гружа од Гружа во Србија, кој што на нашиот фестивал се по втор пат во Долно Лисиче. И господинот Јордан Зеленгоров од фолклорното друштво Загоровче од градот Септември при областа Пазарџи во Бугарија. И да напомене дека ним име 9-ти пат. Они се од самото почнување на фестивалот наши редовни гости и пријатели, така една размена каде што нашите деца одат на нивните манифестации и они се наши гости секој година. Наташа, иде прво вас да ве прашам, еве, од досегашното искуство, како ви оди оваа соработка, што би издвоиле, како ги паметите вашите посети во Македонија? Mi kao kulturno-umetničko društvo Gruža ne dolazimo samo na festival. Mi dolazimo kod svoje druge porodice u Skoplje, a i ranijih godina smo imali divnu saradnju sa drugim kulturno-umetničkim društvima i smena generacija donosi nova druženja. Bobija i njegovu mladu divnu ekipu upoznali smo na jednom velikom festivalu kod nas u Srbiji, a onda je ta ljubav na prvi pogled između naših igrača krenula. Dolazimo već drugi put, oni su bili kod nas i ono što nosimo sa sobom su savršeni utisci, želja za tradicijom, jezičke barijere među decom su nepoznate, a i sa našim dragim prijateljima iz Bugarske, jer kako rekoše, prijatelj mog prijatelja je i moj prijatelj, tako da smo nas troje uspeli da završimo jedan triangl. Боби, србите се многу речи, ти треба да запамтиш си тоа, да го преведеш. Значи, пријателите од Србија кажа дека се запознавме на сосем случајно на исти фолклорен фестивал во Босилеград беше во Србија, каде што започна нашето дружење, нашето пријателство, па така и со господинот Јордан направивме еден триаголник на фолклорно дружење, каде што се сретнуваме и во Гружа заедно и во Долно Лисиче и кај нив. Они се тука по втор пат, како што кажа, не само на фолклорен фестивал, туку и доаѓаат како кај свој семејство. Јордан, 9 години, сега тешко е 9 години да ги опфатиме во 2-3 минутки, но ајде, како течеше оваа ваша соработка? Ами, ние по същия начин така най-случайно се запознахме. 9 години, ето, що минаваме 9 години, значи приятелството си продължава, семействата са приятели, децата са приятели, чакат с нетърпение да дойдат всяка година на фестивала. Така че нашето приятелство се продължава. Исто така се запознавме на Македонски фолклорен фестивал во Виница, на Истибајско здравоживо, да ги поздравам организаторите, каде што они по 9-ти пат доаѓаат и децата се веќе спријателени, децата се одружени и нешто што продолжува традицијата. Кога веќе ги спомена децата, да ги представиме и децата, предпоставам гледачите веќе ги видоа. Имаме од Македонија, така? Нашите домакини, културно-уметничко друштво Гоце Марковски, представници од првиот ансамбл. Гостите се од Бугарија, од Загоровче и гостинчињата од Гружа. Оно што ми интересира, рековте дека има големо дружење, не само меѓу вас возрастните триаголни, туку и меѓу децата. Колку што разбрав, тие се сместени по семејства, така? Токму така, како што каже и Јордан и Наташа, значи они се веќе
фамилиарно зближени со нивните родители, бидејќи се случува да ако истите дечиња присуствуваат на нашиот фестивал неколку години, се сместуваат кај истите дечиња. И после? Обично се прави и размена, бидејќи ние гостуваме на фестивалот во Гружа, одиме во Бугарија, и истите деца веќе се знаат и тоа е таа блискоста, дружењето, запознавање на нови пријателства, бидејќи доаѓаат и други групи. Ние сме имале групи од Полска, од Словачка, од Молдавија, од Романија, и тука се создаваат нови пријателства, се шири познанството, ни се отвараат портите кон други земји, фестивали, гостувања. Така да, затоа е детски фестивал, за да децата придобијат најмногу од сето ова што се случува. Боби, 9 години, како започна се, како се развиваше со текот на времето овој фестивал, што се менуваше? Секоја година се менува за да има секогаш новитети, да биде што поинтересно за публиката, за сите оние кои што ќе го проследат во живо фестивалот. Како започна со празник, учествување на празникот Света Тројца во Долно Лисиче, што во 2014 и 2015 веќе беше интернационален за прв пат. Секоја година ни доаѓаат нашите блиски комши, групи од Србија, Бугарија, од Косово, од Албанија имавме група, а потоа растеше и фестивалот, расте и групите, расте и бројот на учесници, дури во еден момент во една година имавме примено и 300 дечиња од странство. Тоа мислам дека беше за петиот или шест, не се сеќавам кој фестивал беше. И по повод на патрониот празник на Долно Лисиче, храмот Света Тројца прерасна во многу голем меѓународен детски фолклорен фестивал, кој што од 2015 до ден денес и покрај двете пандемиски години направивме онлайн фестивал, што искочи исто така многу интересно со линковско вклучување кај нашите пријатели од странство и домакините во Долно Лисиче, така да со многу труд, желба и љубов кон фолклорот, љубов кон работата со деца, успеваме да го направиме ова што е ден денес. Оно што е најважно сега да ја промовираме програмата. Така. Од 1 до 5 јуни. Но колку што разбрав, денес е главниот настан. Ајде одеме поред. Поред, да не компликувам. На први е пречекувањето. Да, ни пристигна на 1 јуни, првото сместување со фамилиите, со семејствата, генералните проби, првите дружења, првиот контакт на децата, за да на вчерашниот ден, на 2 јуни беше отварањето, спектакуларното отварање на фестивалската сцена во Долно Лисиче, каде што му претходеше на дефиле по главната улица, со зурли, тапани, конјаници, има можност жителите да излезат на улицата и да ги проследат сите гости. Покрај нашите пријатели од странство имавме и учесници од Вевчани, од Чегране, Гостивар, многу скопски фолклорни ансамбли и секој ден, еве и денешниот и утрешниот ден имаме различни гости, како од Македонија, така и од странство, бидејќи пристигна и групата од Косово на утрешниот ден. Сакам се да ги потпрашам гостите, бидејќи тој дефилето секогаш ми е мене лично така убав момент. Како реагираат обичните случајни минувачи, да речеме, кога дефилирате по улиците? Oni su oduševljeni isto koliko i mi, vrlo srčano i aplauzima, osmesima i očima pune ljubavi. Oni gledaju i uživaju svemu tome što naš prijatelj napravio ovde, naš prijatelj u Bugarskoj i mi u Srbiji. Ljudi su željni. Deca su najlepša stvar koja se dešavaju tu. Rekoh, nema jezičke barijere. Oni trče jedni za drugima, mešaju se u koloni. Kad vidite da su zastave pomešane, shvatite da su deca najveći ambasadori ljubavi, амбасадори мира и лепоте. И ние треба да учиме од нив, така. Браво. Публиката беше, значи, излезена на улица со премногу љубов во очите, радост ги пречека гостите. Знамињата се изнесоа на улицата, излегоа трите знамиња, така да весело беше пресекни за гледачите и за учесници. И апарати нон-стоп су уклучени. Јордан, топло ви е на душичката кога ќе ги видите тие моменти, тие реакции на публиката? Аз 9 години ги гледам тези моменти, хората как ги посрещат, как им се радват на децата, как им се възхищават, пляскат им. Въобще обстановката е супер позитивна. Да.
Докаде стигна... да, Да, преминеме значи прво, да. 9 години Јордан кажа дека е сведок како луѓето ги поздравуваат, ги пречекуваат и се со едно топло добре дојде и на улицата како и на концертите. Докаде стигнавме со програмата Денес сега, Боби? веќе е Денес. вториот Во 12 концертен часот, ден, во што имаме? 12 часот да најавиме дека во населба Аеродром, кај споменикот на Јане Сандански, имаме пладневен концерт за сите оние кои што не беа во можност да дојдат на вчерашното отварање. Ете имаме можност со најмалите дечиња, со роднините да излезат во населба Аеродром Добродојдени и сте да се сите, се така? добре дојдени да го проследат пладневниот концерт во 12 часот кај Јане Сандански споменикот и исто така вечерен концерт во општина Иглинден при Домот на културата на амфитеатарот доколку дозволат временските услови или внатре во концертната сала со еден вечерен концерт да се затвори денешниот ден. За да утре напоменеме дека значи вие сте соработници и со општина Аеродром и со за прв пат општина оваа Илинден, година, за така? прв пат оваа година фестивалот се сели се одржува во општина Илинден, бидејќи имаме наша група која што на културно-уметничко друштво Гоце Марковски работи при училиште во Кадинов, при Ристо Крле, и затоа да имаме можност да им пружиме на таа публика таму што не може да дојдат во Долно Лисиче да се представи и фестивалот и гостите како учесници, меѓутоа и нашите играорци што учествуваат во програмата. Така да денеска затвараме вториот концертен ден со општина Илинден, за да утре на затварањето на фестивалот во Долно Лисиче на фестивалската бина, каде што беше отварањето вчерашниот ден, се представат и други културно-уметнички друштва и потоа следи едно убаво дружење на сите учесници на затварањето. И тоа е тажен момент, така? Тажниот момент ни следува во понеделник. Во понеделник е тажниот момент, тогаш се солзите, разделбите, нели, затоа тука и убавината кога се сместуваат дечињата по семејства, бидејќи блискиот контакт и емоциите се многу поголеми отколку да ги сместиме децата по хотели. немаме можност да ги прашаме и дечињата, добро, не се сите дечиња, играорците, така ќе речам. Да не им го расипам се моментот да ги прашам дали ќе бидат тажни, кога ќе си одат, секако дека треба да уживате во овие денови. Познавајќи ги нив и искуството од минатите години, солзите се неизбежни на разделбите, меѓутоа тоа е краток период, бидејќи ние годинава за кратко повторно ќе се сретнеме и ќе бидеме гости и во Србија и во Бугарија, така да децата ќе се дружат повторно. Што значи не мора да се чека цела година, ќе Да, имате можност и во меѓувреме. Јас многу ви благодарам на вашето гостување, иако со оваа набиена агенда сепак успеавте да најдете време да дојдете кај нас и да ги поканите нашите гледачи, што е тоа како Сите се значајно. добре дојдени, да се запознаат со она што работиме, да ги проследат, да ги поздрават нашите гости и ете така да имате еден добар спомен и добра навика дека за Света Тројца се случува еден убав фолклорен фестивал секоја година да се добре дојдени. Да, и доколку не успеавте да ги запаметите сите детали, она што е следно, во 12 часот имате доволно време да се организирате во општина и во населба Аеродром, впрочем, кај споменикот на Јане Сандански. Уште еднаш големо благодарам до вас. Вие сега како станете со нас? Продолжуваме